колегата Мијалчо Дургутов е подготвен да се слушнеме. Доколку се слушаме и не слуша колегата директно од Бостон, предлагам да го слушнеме и да го прашаме како е таму, дека сведочеше пред неколку часа и на еден надпревар. Мијалче, се слушаме. Да, добро утро, добар ден и среќен ден од мене, од Бостон. Поздрав до вас и до вашите гости во вашето студио. Така. Вака за почеток, прво еве неколку дена сте веќе тамо, каква е мундијалската атмосфера? Меѓутоа, онаа мундијалска атмосфера на самите улици на градот, не на стадионот. Она што велат улиците се нели крвоток на еден град, па каков е крвотокот на Бостон за време на мундијалот? Па да ви кажам искрено, овде во Бостон, при нашето слетување, ние додавме ден пред почетокот на светското првенство, некако немаше сигнали, оние големи билборди, барем на кои јас сум научен на сите мои досегашни големи фудбалски настани. Нити имаше нешто, да речеме, на самиот аеродром на Логан или низ улиците нешто да се почувствува. Сета таа слика се промени 2 дена, ден-два после тоа, кога шкотските навивачи масовно почнаа да пристигаат во Бостон. Многу краток лет, условно кажано, од Шкотска до тука и се наполни Бостон, се направи една фантастична атмосфера. По неофицијални информации, 40.000 шкотланѓани дојдоа во Бостон без да имаат билет за надпревар, туку само да бидат тука, до нив, до репрезентацијата. Така, сликата наедна се смени, мислам се обидам тоа да ви го доловам малку пошироко и подетално. Так. Мијалче, како што напоменавте, долгогодишен стаж и учество нели со ваше присуство на големите првенства, па од професионален ангажман, каква е разликата, какви домајкини се сега во Бостон, ги имаат ли сите услови спортските новинари да ја презентираат приказната што се одвива таму? Ова можем да ви кажам дека драстично се разликува. Јас сум единствен кој беше на светското првенство 1994 година во Америка. Кога нели беше поставен тој рекорд по посетеноста, мислам дека и ден се уште не е соборен по просечниот број на гледачи. Сега да не ги редам сите мои мундијали, оние кои ме знаат дека ова ми е 10-то светско првенство. Во однос на новинарите и на работата на оние привилегии кои ги имаат, тука Америка направи чекор повеќе во смисла дека сето тоа е електронизирано, обезбедено, со медија шатл басови и навистина останав со отворени уста. Ја вака слободно ќе зборувам, бидејќи така е цена вашата емисија, многу пријатна. Значи, кога влеговме у прес-ложата на стадионот Жилет во Фоксборо, тоа беше како да влегуваш во некоја летачка чинја. Мислам, не можам да опишам. Стаклени, ѕидови, затворено, внатре уредено со сите нишани, како да седиш во некоја вселенска чинја, го гледаш целиот стадион, се ти е на дофат, да не зборам, стоја тука 2-3 стюарди на услуга, ако нешто ти затреба. Малку чудно. Ние избегавме. Сега да не си должен да ве оставам да прашате нешто, можам вака да бидам малку подолг неприродно. Значи, само кратко избегавме од прес-ложата на полувреме и се стигнавме доле на трибините кај навивачите. За ова најголема заслуга има вториот член од тимот на скок Наташа, која со стюардите и одговорните од секјурите од FIFA побара да ни дозволат и да не спроведат. Бидејќи имаме акредитации задолжително на наше место во прес-ложата. Тие ни учинија. Сега тука да не зборам малку и приватните односи, пријателството долгогодишно си го прави своето. Не си на додека навивачите и навистина доживеавме на фешта, веруете ми, 36 години сме со светските фудбалски првенства. Тоа вчера што го видовме, доживеавме како шкотите навива и како се радуваа на крајот. Ја не се сеќавам уште од времето на Франција 98 кога стана светски прваци. Такво лудило да има. Не памтам. Так, островјаните важат за многу енергични, многу срчани навивачи, без разлика дали се англичани, шкоти, ирци, велшани. Малце пренесете ни од атмосферата од самото присуство меѓу нив, меѓутоа и
Како хаитјаните го доживуваат фудбалот? Само да те дополнам, шкотите се подобри од англичаните во однос на организацијата на навивачките групи и навивањето. Мислам, не сакам да кажам дека подобро навиваат, меѓутоа многу подобро се организирани. Тоа е една страшна тартарна армија која навистина функционира. Не можам да ви кажам, таму е игла и конец, вака се знае како е, што е. Сега, што ме прашавате за Хаити, Навивачка ги знаеме сите, меѓутоа навивачите на Хаити малку приближате ни ги. Не верувам дека многу информации светот за нив има. Аха, нешто си прекина малку врската. Ние имавме контакти со навивачите од Хаити, направивме на нашиот YouTube канал, има еден мини прилог со разговор со нив. Значи, во Бостон неофицијално живеат околу 93.000 припадници на таа хаитска заедница, на заедницата на Хаити. И ги имаше доста, они се изгубија малку во тоа навивање и тоа бодрење, иначе бројчено, сега не беа равноправни, ама доста ги имаше. Имаше јадници, навивачи и навивачки, што е многу важно, кои го дадаа својот природен. И Хаити играше многу добро, ја не знам како на телевизија вие го видовте, ама Хаити навистина, особено во првото полувреме по тие бочните позиции, ја не сакам тоа да го коментирам, госта новие, кој малку подобро го разбираат тој дел, тие формации, 3-5-2, не знам, шпицови. А имате добри гости за таа работа во студиото, можат подобро да кажат од мене. Меѓутоа, Хаити играше, особено во првото полувреме, иако шансите им беа во второто полувреме, многу цврсто, многу добро. Многу нема, значи не е тоа доминираше Шкотска по победи. И така. Селекција ја фаворизираат таму. Како гледаат на домакините, можат ли да догураат повисоко? Зборуваме за репрезентацијата на Америка, на САД. Да, има ли еуфорија околу домашната репрезентација? Да ви кажам, најголемите стручници, инаку овде во Бостон на телевизија Fox стручни коментатори се Златан Ибрахимовиќ, Лалас, он е познатиот американски репрезентативец, и Тери Анри. Тројцата се на стадионот Фоксбол вчера беа. Значи, тие тројцава, како стручни коментатори, некако ја прават целата работа весела, ама ја буткаат водата на американската воденица. И американците не само што прават еуфорија дека можат, балтен оние кои помалку разбираат фудбал од бейсбол или не знам од рагби или од кошарка, велат дека американците ќе играат во финале. Сега тоа малку е преамбициозно, ама ете, малку имаат многу фан зони и директно ги пренесуваат на телевизиите тие нивни навивања и навистина, еве, ја имам многу наши македонци во Америка, можете и вие тоа да го искористите во вашите понатамошни емисии. Значи, фудбалот некако се качува на скалилата на спортовите во Америка и се меша во борба за таа челна позиција. Ако кажам со кошарката, може ќе ве насмеам, ама или со бейсбол. Меѓутоа има некоја лудило настанало со овие 4:1. И лично мислам, дори на мој статус на Facebook напишав дека Америка ќе турка бааги на овој мундијал. Нема така лесно да заврши. Па и како почна, каква игра прикажа на терените, верувам и оттаму е жарта и на домашната навивачка група и на сите оние кои ги следат. Уште накратко, вие која селекција издвојувате за највисок достиг? Јас сум многу сентиментален и мек кога се опрашање бразилците, бидејќи ги следам 30 на години назад. До сега 3 пати сум ги гледал во финалињата. Има прилика да зборувам со нивни представници на нивната заедница. Они мислат дека Карло Анчелоти има внесено многу свежа крв во тој тим и дека ќе стигнат меѓу 4 најдобри. Искрено посакувам, ама не сум многу оптимист дека може да бидат нови светски праваци. А она што генерално сакам да го кажам, малце ми е незгодно да ги издвојувам, нели, Германија, Шпанија, тие се секогаш фаворити, Франција. Мислам дека Јужна Кореја и Мароко, тоа го кажав и пред моето доаѓање на ово светско првенство, ќе бидат хити изненадувања некаде меѓу 4-те. Барем еден од нив ќе влезе меѓу полуфиналето, а со евентуално новиот светски првак нема да биде изненадување ако дојде од третиот фудбалски свет. Сега ова е малку преамбициозно и можеби чудно и за вашите гости во студиото и за македонската јавност,
Но и сами гледате разликите меѓу јужноамериканскиот и европскиот фудбал кои доминирале децении, да не речем век, половина век наназад, веќе е стопена таа разлика и Гана, Мароко, не знам, Хаити. Ај сега да видиме Курасао со Германија како ќе изигра, или таму Узбекистан и Јордан како ќе се покажат. Така да, ќе има многу изненадување по мене, многу изненадување. Нема ова да заврши така како Португалија, Шпанија, Германија дека ќе додат во полуфинале. Не верувам искрено. Так, во голема мера се сложуваме со вас. Ви благодариме многу за времето кое го одвоивте за Мундокаст на 4 ТВ и ви посакуваме добар, пријатен престој до крајот на самиот Мундијал. Голем поздрав, Милче. Ја ви благодарам. Убав Ја ви престој. благодарам што ме поканивте. Само ако може да се одјавам, еве едно задолжување до вас за ова што ме разбудите, што ви гостував кај Вршац по една кригла пиво, едно беседка да се видиме и да го искоментираме Мундијалот после враќањето на ваш трошок. Може. Здравие Боже, тука сме. Но не заборавајте некој реквизит да донесете. Ќе има. Тука со тие пристапни цени, многу пристапни цени околу тие реквизити. Интересно, тоа е најевтината работа за сите кои го следат Мундијал. Сето друго е максимално скапа, сувенирите и овие малите парчиња ситниците се доста ефтини. Фала ви уште еднаш. Благодариме. Поздрав до сите, секој добро. Тоа беше Милче Дургутов директно од Да, Бостон. се надеваме дека и ни еден ден вака како господинот Мијалче ќе шетаме по светски Така, првенства. имаш уште многу што да се зборува и за многу теми, но да не должиме бидејќи имаме Продолжуваме со разговорот Дали со никад може би Стевица е Ристич. убаво сега да направиме